Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Често го користиме зборот судбина и си го поставуваме прашањето која е мојата судбина. И понекогаш од незнаење некои луѓе ќе прокоментираат таква му е судбината. Па се наметнува прашањето како би знаеле дали таква му е судбината доколку не ја знаеме вистината. Па, драги мои, која е нашата судбина? Че кориме кон истата или не? Започнува Елиезер. No words are needed here, 'cause I can feel your heart. I can see the passion flowing from your eyes. No words are needed here, 'cause I can feel your heart, and I can see the passion flowing from your eyes. You don't have to say a thing, just your presence is everything. No words are needed here. We sing hallelujah, hallelujah, and we praise you with our yes. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Кога одиме во одредена насока, одредена дестинација, секогаш треба да знаеме која е таа дестинација. Понекогаш не знаеме каде одиме, кон што целиме, но треба да знаеме кој е планот на Небесниот Татко за нас. Потребен ни е фокус. Исус Христос точно знаеше што прави и зошто е пратен на земјата. Ги знаеше неговите цели. И апостол Павле знаеше во која насока се движи, знаеше зашто е повикан. Исус Христос му го откри тоа. Ние знаеме Божјата волја за нашиот живот преку нашиот дух. Божјиот дух живее во нас и тој точно знае што треба да правиме, што да гледаме, што да слушаме.
како што пишува во прво послание до Коринтијаните 2 глава. Но како што е напишано, што око не виде, уво не чу, ниту на човека на ум му падна, тоа Бог го приготвил за оние кои го сакаат. А нам пак ни го откритува Бог преку Светиот Дух, зашто Духот испитува се, па дури и длабините Божји. Бидејќи кој човек знае што има во човекот, освен човечкиот дух кој живее во него. Па така и Божјото не го знае никој, освен Божјиот дух. Но ние не го примивме духот од овој свет, туку духот кој иде од Бога, за да го знаеме она што ни е дарувано од Бога. Па тоа и го проповедаме не со зборови научени од човечка мудрост, туку научени од Светиот Дух, толкувајќи го она што е духовно на духовни луѓе. Душевниот човек не го прима она што е од Божјиот Дух. За него тоа е безумство и не може да го разбере, оти треба духовното се испита. Духовниот пак човек испитува се, а него никој не го испитува. Зашто кој го познал умот Господов, да го објасни, а ние имаме ум Христов. Сите ние не сме повикани да ја правиме истата работа. Дури некои од нас да треба да го прават истото нешто, тоа не значи дека Бог тоа ќе го прави на ист начин преку нас. Светиот Дух е пратен за да ни ја открие вистината, како што Исус говори во Евангелие според Јован 14:26. А Утешителот пак, Духот Свети, кого што Отецот ќе го испрати во мое име, Он ќе ве научи на се и ќе ви напомни за се што сум ви зборувал. Кој е примерот врз основа на кој треба да се огледаме? Во послание до евреите го пишува следново. Затоа и ние, имајќи околу себе толкав облак сведоци, да ги положиме настрана секој бреме и гревот кој не сплеткува лесно и да трчаме со трпение на трката што ни е поставена пред нас, гледајќи во Исус, почетникот и исполнителот на нашата вера, кој поради радоста што беше пред него го претрпе крстот, презирајќи го срамот и седна одесно на Божјиот престол. На сите, Исус Христос им го даваше истиот предлог со зборовите. Следи ме. Истото се случи кога Петар сакаше да оди по водата. Тој тргна, но штом го пренасочи својот поглед од Исус кон брановите, почна да тоне. Исус Христос постојано беше фокусиран кон небесниот татко, како што пишува во псалмите. Секогаш го гледав пред себе Господа, зашто Он е од мојата десна страна, за да не се поколебам. Со нашиот фокус кон Исус, ние одиме кон нашата судбина. Небесниот татко не само што бара од нас да ја реализираме нашата судбина, туку и ќе ни помогне во целиот тој процес. Тој нема да не наблюдува за да види дали ќе успееме или не, туку ќе ни даде се што ни е потребно за да успееме. А за неговата љубов кон нас и да не зборуваме, која е бесконечна и вечна.
штом нашиот фокус е кон Исус и со тоа ја имаме Божјата благонаклоност. Дури нашата појава ќе се смени. Божјата слава започнува да не обкружува. Божјиот мир го управува нашиот живот. Мудроста и откровението доаѓаат преку Божјиот дух. Резултатот од тоа е ние можеме да се соочиме со секоја ситуација во животот и можеме да чекориме кон нашата судбина. Исус во Евангелие според Јован 14:23 вели: Ако некој ме љуби, ќе го пази словото мое, и мојот Отец ќе го возлюби, и ќе дојдеме при него и живеалиште во него ќе направиме. Но она што е важно е да се напомене дека не станува збор за квалитетот на нашата изведба, односно извршување на задачите у врските, бидејќи тоа повлекува осудување за тоа колку сме биле успешни или неуспешни. Небесниот Татко не е таков. Тој ни дава способност да направиме се преку Божјиот дух, а не преку нашите собствени можности. Мора да запомнеме дека Светиот Дух може да направи многу повеќе за нас во дел од секунда, отколку што можеме ние да се обидуваме да откриеме што говори Небесниот Татко. Божјиот Дух може да ни ги отвори очите и ушите да дознаеме за моќта на Царството Небесно. Апостол Павле во послание до Филипјаните го пишува следново: Велам така не затоа што веќе достигнав или дека веќе постигнав совршенство, туку се стремам да го достигнам она со кој Христос ме достигна мене. Браќа, јас не мислам дека сум го достигнал тоа, но едно правам, го заборавам она што е зад мене, а се стремам кон она што е пред мене. Трчам кон целта, кон наградата на горното призвание од Бога во Исус Христос. Ако сакаме да успееме и да реализираме нашата од Бога напишана судбина, тогаш мора да заборавиме на минатото, кој може да вклучува негативност од различен аспект, било тага, проблеми, лоши мигови, спомени и така натаму. Во послание до Ефесијаните има прекрасна мотивирачка порака која гласи вака: Се можам преку Исус Христос кој ми дава сила. И уште една мисла која Исус Христос ја говори: Старото помина, ете, сега се е ново. Да не заборавиме дека сме нови созданија. Даден ни авторитет да менуваме, да создаваме. Небесниот Татко сака ние да го оставиме старото, за тој да може да ни даде уште подобро. Но, барајте го првин Царството Божјо и Неговата правда и сето тоа ќе ви се додаде, како што нагласува Исус при беседата на горите. Ништо не е невозможно за оној кој верува. Небесниот Татко ни даде дозвола и пристап, односно не назначи да правиме одредена работа. Мора да се видиме во друго светло, како чисти, дека нашето минато и сите грешки се избришани, како што пишува во прво послание на Јован Богослов. Ако пак во светлина одиме, како што е Он самиот во светлина, тоа значи дека ние еден со друг општиме и крвта на Исус Христос, Неговиот Син, не очистува од секаков грев. А во 5 глава пишува: И тоа е слободата, која ја имаме пред Него, дека ако бараме нешто по Неговата волја, Он не послушува. А кога знаеме дека не услишува што и да побараме, знаеме дека ќе добиеме, што и да сме побарале од Него. Колку пати повеќе се подсетуваме на овие стихови, се подсетуваме на оваа вистина. Толку побрзо ќе се трансформираме. Доколку молитвата стане дел од нашето секојдневие, толку Светиот Дух може да комуницира со нашиот дух и да ја пренесува Божјата волја за нас. Светиот Дух е всушност наш учител, наш мотиватор, тренер за личен развој. Тој ни ги кажува следните чекори што треба да ги направиме за остварување на зададената цел. Нашата судбина се состои од чекори кои треба да се направат, а Божјата светлина ни го осветлува патот. Небесниот Татко сака да ни ја открие Неговата волја,
неговиот план за нашиот живот преку Светиот Дух. Затоа треба да му веруваме на Светиот Дух и потребно е постојано да бараме помош од Небесниот Татко без двоумење. Како детето, што трча кон својот родител, така треба ние да трчаме во прегратките на Небесниот Татко. Светиот Дух нема да не насочи кон пораз. Тој ни е советник. Верата е небесната валута според која функционира Небесното царство. Таа ни е линк до таму. Ние веќе имаме позиција во Небесното царство, добиена преку Исус Христос, како што е нагласено во посланието Ефесијаните 2 глава. И ние сите некогаш живеевме според телесните желби, извршувајќи ги похотите на телото и на помислите. И по природа бевме како и другите, чеда на гребот. Но Бог, богат со милост, поради големата си љубов со која не засака, иако бевме мртви поради гревовите наши, не оживе со Христос и не воскресна со Него и постави на небесата во Исус Христос, за да им го покаже на идните векови преизобилното богатство на својата благодат во добрина кон нас преку Исус Христос. Така што, преку Исус Христос не имаме моќ и авторитет да трансформираме. Ние всушност живееме во две сфери, во небесната и земната. Она што ги поврзува двете сфери е верата, како што стои дека нема нешто невозможно за оној кој верува. Верата е гледање на она што не се гледа. Поточно во послание до Евреите 11 глава, верата е дефинирана како тврда увереност во она на кое се надеваме и убедување за нештата што не се гледаат. За да чекориме кон нашата судбина, промената треба да биде дел од нашето секојдневно живење. Со други зборови, промената значи пренасочување од нашиот погрешен пат, а тоа се прави преку покаяние. Покаянието ќе донесе промена. Покаянието е шифра која ја внесуваме за да ја отвориме вратата кон нашиот нов живот, кон промената. Токму заради тоа покаянието е дел од молитвата Татко наш, односно простини ги гревовите наши. Слободата доаѓа откако ќе го тргнеме товарот од се што било погрешно во нашиот живот. Неслучајно Исус Христос говори: Мојот јарем е лесен, и јас ти давам мир. Јас дојдов за да имаш живот вечен и живот во изобилие. Треба да се гледаме како дел од големата слика, дел од Божиот план. Може би изгледаме ситни и мали во толкава слика, но секој од нас ја составува таа слика и секое парче е важно. Во прво послание до Коринтијаните 12 глава стои: Зашто, како што е телото едно, а има многу членови, сите членови на телото, иако се многу, едно тело се, така и Христос. Зашто телото не се состои од еден член, туку од многу. Ако ногата рече: бидејќи не сум рака, не му припаѓам на телото, тоа не ја прави да не е од телото. И ако увото рече: бидејќи не сум око, не му припаѓам на телото, тоа не го прави да не е од телото. Ако целото тело би било око, каде би бил слухот? Ако се би било слух, каде би било мирисањето? Но Бог ги поставил членовите во телото, секој еден од нив како што му е угодно. Ако пак сите би биле еден член, каде би било телото? А сега се многу членови, а телото е едно. Не може окото да ја рече на раката: не си ми потребна, или пак главата на нозете: не сте ми потребни. Туку попотребни се оние членови на телото што изгледаат послаби. И ако страда еден член, со него страдаат сите членови. Или ако се слави еден член, сите членови се радуваат со него. А вие сте Христово тело, а поделно од членови. И Бог ги поставил поединците во црквата. Прво за апостоли, второ за пророци, трето за учители, потоа чудотворни сили, па дарови за исцелување, за помагање, за управување, за разни јазици. Затоа, да го бараме духот на мудрост и откровението од Небесниот Татко, за да ни ги просвети очите на срцата наши, за да увидиме во што се состои надежта на повиканите од Него,
колкаво е богатството на славата од наследството Негово во светиите и колку е неизмерна величината Неговата сила во нас, кои веруваме преку дејството на Неговата крепка сила. Да влеземе низ вистинската врата, како што говори Исус Христос, јас сум вратата, кој ќе влезе преку мене, ќе се спаси. Драги мои, до следното издание ве поздравувам. Ја следевте емисијата Елиезер, автор и водител Елена Ѓорѓевска Костадиновиќ, под покровителство на и во соработка со Господ Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер